21. век е и јас се согласувам дека е доцна. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. На ова видео ме инспирираше една странска јутуберка која што зборуваше на слична тема, односно она кажа дека е доста и дека е доцна за разни манипулации, задкулисни игри. И ќе почнам како што и таа зборуваше, да, доцна е за манипулации, задкулисни игри, јас те лажам тебе, ти ме лажеш мене, па ние се надлажуваме, па јас ти ветувам, па ти изневерувам, па ти потоа мене. Доцна е за делење на мои, твои, наши и ваши, подобри и полоши, понеспособни, поспособни, бидејќи некој некогаш едноставно залутал во системи на вредности во кои не припаѓа и не знае како да излези од тамо, ќе биде неспособен за тој систем во кој припаѓа некако заради некои чудни причини. Доколку луѓето си го најдат своето место и се стават на своето место, независно од разни општествени и семејни притисоци, следејќи го своето срце, следејќи го талентот, она што најдобро знаат да го прават најубаво, она во што се подготвени да вложат време, љубов, труд, тогаш нема да има потреба да се вклопуваме во разни системи во кои што не припаѓаме. И се разбира дека нема да бидеме еднакво способни, затоа што нема нити еднакво да се трудиме, нити еднакво време и љубов да вложуваме во нештото што ги правиме. Голем дел од нас се некаде ради реда, голем дел од нас прават работи за пари, за мир во куќа, независно што се подразбира во куќа, институција, семејство, фирма, партија. Премолчуваат милион работи, се кријат зад своите слабости, изигруваат жртви и господари. Се тоа веќе ние како човештво сме видели. Сето тоа ние го знаеме. Знаеме како да се заплетеме, знаеме како да манипулираме, знаеме кога сме изманипулирани, знаеме колку вредиме, знаеме кога нашите вредности се почитувани, знаеме кога не се. Меѓутоа се уште некако се обидуваме да се снајдеме таму каде што не припаѓаме, да реагираме така како што знаеме дека не е правилно, да избереме страна, да бидеме паметни, да не испаднеме слаби, неприфатени од средината, околината, општеството, да премолчиме за да не направиме поголема штета, да не повредиме некого. Се уште многу си играме богови, бидејќи не сме луѓе, многу често паѓаме на тестовите кои ни ги дава животот, затоа што тие тестови се наменети за човечки суштества. На некој ниво од нас се очекува да реагираме како луѓе, затоа што сме луѓе и треба да живееме едни со други, затоа што и покрај сите наши грешки, слабости, обиди, ние сме меѓу другото и добри. Ние сме меѓу другото и човечни, ние сме и хумани, што се покажува во ситуации во кои што е екстремно потребно. И пак не сите се разбери, тоа е во ред. И таквите ситуации се можност да извадиме од себе тоа што го имаме, тоа што го носиме, па да го излечиме, да го оставиме, да го отпуштиме или да научиме како може поинако да провериме дали сакаме. Доцна е за многу работи кои што се уште ги гледам. Доцна е за многу работи кои се уште ги правиме. Доцна е за многу вистини кои не се вистински, за кои ние упорно се држиме, затоа што ни е страв од она што е од другата страна, од можностите, од другите начини да се направат нештата. Доцна е да си враќаме едни на други, доцна е да си ги предаваме одговорностите, доцна е да не се слушаме меѓу себе, доцна е да не се обидеме најчовечки, најисконски, да се разбереме. Доцна е да се условуваме за да бидеме прифатени, да припаѓаме некаде, затоа што сите тежнееме кон истото, да бидеме здрави, да бидеме среќни, да припаѓаме некаде, да живееме во љубов. А на крај, од сето тоа ние добиваме конфликтни ситуации, завист, омраза, гнев, човек против човек, некои борби кои што се
толку besmisleni, борби за позиции, борби за фотељи, борби за пари, борби за превласт, за докажување, за покажување. Пред кого? Пред кого? Па ние сите сме исти. И сите тоа можеме да го правиме во дадени услови, во дадени прилики. Само избираме поинаку. Ние сите можеме да бидеме гневни и безобразни, и да напаѓаме, и да се расправаме, и да повредуваме, и да навредуваме. Разликата е само во тоа што во одредени ситуации избираме да не го правиме тоа. Ништо ново не е тоа. Човештвото е во војни од секогаш. Ништо ново не кажуваме. Ни со војните кои ги водиме со себе, ни со нашите најблиски, ни со подалечните, ни во организацијата во која што работиме, нити со гневовите што ги стураме врз другите, нити со непочита што им ја укажуваме, нити со тоа што се силиме затоа што сме нечии жени, ќерки, мажи, синови, татковци. Се тоа човештвото има милион пати до сега видено. Крај е на едно време. Одамна сме ние во еден нов век, а се уште ги носиме матриците кои може би функционирале во минатиот век. И не, тоа не значи дека се што знаеме, се што сме правиле, се што носиме во нас и што сме научиле, и што сме позајмиле од претходните генерации, дека се е лошо, треба се да избришеме и готово, ние сме најпаметните. Напротив, треба да направиме селекција. Имаме доволно време, сите ние кои што сме родени во минатиот век, да направиме таа селекција за нашето ѓубре, да не им го носиме и даваме и сервираме на овие нови генерации како некоја апсолутна вистина, туку да им дозволиме да ја најдат својата вистина, да им дозволиме да си го најдат својот пат, затоа што ние ништо не знаеме за времето кое доаѓа. Да ние можеме да предвидуваме, да предпоставуваме, да правиме планови, теории и така натаму. Не знаеме. Факт е дека не знаеме. 2 години веќе живееме во магла, во облаци во кои нагаѓаме, погаѓаме, се расправаме меѓу себе, вадиме разни теории, веруваме, па не веруваме, па се разочаруваме. И се уште не освестивме дека не знаеме. Дека едноставно треба животот да го живееме секојдневно со се што ни носи. Дека нашите знаења да користат во одредени сфери, во одредени ситуации. Нашите титули, нашите сертификати, дипломи, докторати сега важат, но за 10, 20, 30 години може би нашите професии ќе исчезнат, како што многу други исчезнале од претходно. Ние ќе бидеме тие кои што ќе треба повторно да учиме, ќе се соочиме со работи со кои не сме можеле ни да ги замислиме. Тоа е во природата на развојот на сите генерации. И тоа што јас денес го живеа мојата баба, не можела да го замисли. А ние упорно се држиме за тоа што го знаеме, за тоа што сме го научиле, за тоа што е вистина, за тоа што е праведно, правилно. И се обидуваме во тие наши матрици да ги заробиме и ограничиме новите генерации. И се чудиме зошто покажуваат тие отпор. Ние покажувавме отпор на генерациите пред нас, ама изгледа сме заборавиле, сме оставили. Или така ни одговара. Не знаеме кој е правиот пат за генерациите кои доаѓаат по нас. Ние можеме да знаеме за патиштата што сме ги изоделе и да им дадеме некакви искуства, некакви сознанија. Но за тие што доаѓаат, за тоа што ги чека и очекува, ништо не знаеме. И во ред е да им го кажеме тоа и да им дозволиме да научат, да истражуваат, да учиме од нив, да се расшириме малку во душата, во умот, да се отвориме, да порасне нашата свесност дека да, ние на вистина не знаеме многу, а формулите за успех во мојот живот не работат во твојот и нема да работат во животот на идните поколенија и во рете. Тие ќе се создадат нови формули. Тоа што за мене било авторитет, почит, начин на комуникација, начин како да успеам во овој свет, во ово општество, воопшто не мора да работи за нив. Тоа што јас се плашам, моите стравови, не мора да се стравови на идните генерации, а и да се. Тие ќе си најдат свој начин како ќе се носат со своите стравови. И љубовта, и тоа што е убаво, и креативноста, и начинот како да се живее животот, и односот кон парите, и се што се случува.
Šta ние можеме да понудиме опции, да понудиме начини, да кажеме во што ние веруваме, што знаеме, што мислиме. И толку. Да се отвориме и да учиме едни од други. Да си подадеме раце. Да, знам дека звучи ова романтично, утописко и така надолу, меѓутоа, што е другиот избор? Да си ги вадиме очите, да се понижуваме, повредуваме, да газиме други за ние да дојдеме горе на врвот. Го знаеме тоа. Го гледаме веќе со векови. И болно е. Ги боли едните и другите, помалку или повеќе. Не носи среќа. Не прави исполнети приказни животни. Не ги шири срцата, не ја шири свеста, умот. Напротив, не стеснува и не прави многу помали од тоа што сме. Многу поситни, многу победни, ако сакате. Зошто ни е тоа? И зошто во тој наш филм се обидуваме да ги направиме статисти новите генерации? Да се освестиме дека не знаеме, дека многу работи кои ги знаевме се погрешни, дека многу работи направивме онака како што знаевме, меѓутоа очигледно не ни донесоа до мир во светот, љубов и разбирање меѓу сите луѓе. Ние не го направивме тоа. Да се разбира дека поединци си го направиле тоа за себе поединечно, создале мали светови, своји семејства, своји кругови на пријатели во кои сето тоа функционира и е прекрасно. Јас имам такви луѓе, јас имам такви односи и многу сум среќна поради тоа. Тоа не значи дека не ме допира тоа што се случува околу, тоа не значи дека јас не грешам, тоа не значи дека моите блиски не грешат, не се повредувани, не повредуваат. Доцна е. Доцна е за нашите детски болести. Доцна е за нашите фрустрации. Доцна е за фрустрациите од нашите неисполнети желби, соништа. Доцна е за нашата мрзоволност, депресивност, застоеност. Доцна е. Доцна е. Дајте да преземеме одговорност за нашите животи. Секој поединечно, одговорност за да го развиваме оно што е најчовечко, најблагородно, најдобро и најтопло во нас. И тоа да им го дадеме на другите и на идните генерации. Што ќе направат? Тие со тоа не е наш проблем. Тоа е нивно, тоа е нашиот дар за нив. А тие може да прават со тоа што сакаат. Да земат од тоа што им треба. Да не земат ако не им треба, да си најдат свој начин, своја мисла, своја приказна, своји идеи, своји идеали, своји начини на носење со нештата. Дајте да им дадеме се што знаеме, имаме, умееме, со дозвола и благослов да си го најдат својот пат, својата вистина, својата автентичност, да ги мотивираме, инспирираме да бидат љубов, да бидат луѓе, да бидат поддршка, да градат мостови преку кои ќе поминуваат и ќе се спојуваат едни со други, а не зидови. Зидови и ние им изградивме. Па многу од нив ќе треба да ги рушат или да почекаат времето да ги сруши. Јас ви посакувам убав ден, драги мои пријатели од минатиот век, и ви посакувам убав ден и вам од новото време, и дајте заедно да заборавиме, да избришеме, да отпуштиме се она што не влечи назад и не ни дозволува да одиме напред, затоа што и ние, свесни или несвесни за тоа, го носиме како товар во грбот. Се додека за нешто е доцна, за нешто друго е рано, а за нешто е вистинско време. И доцна, и рано, и вистинско време се само конструкција на нашиот ум. И затоа секогаш е вистинско време за убави мисли, добри дела, за дарување, за споделување, за поддршка, за разбирање и за љубов. Затоа е секогаш вистинско време, а времето е сега. Изгасете го ова видео и направете нешто.